Дивоградбите во Кочани понатаму остануваат главен проблем. Пред половина година имаше над 400 издадени решенија за дивоградби кои треба да бидат срушени, ама општина Кочани од 2015 година нема склучено договор со фирма за рушење. Денеска, неколку месеци по трагедијата во дискотеката Пулс, главен акцент се става на дивоградбите на угостителските објекти во центарот на градот. Но веде градоначалникот Венко Крстевски истакна дека ќе се рушат сите објекти кои се дивоградби на територија на Кочани. Јас се сомневам дека бројот на дивоградби е најмалку 3 пати повеќе од бројот на констатирани дивоградби од страна инспекторите. Меѓутоа, јавно прашувам зошто тој инспектор не се појави на работа за да видиме кои објекти треба да ги рушиме, да ги даде неговите предмети и да кренеме на рушење. Нема калкулации, ќе ги рушиме сите објекти. Меѓутоа, приоритет треба да имат објектите каде што се собира поголема група на луѓе, како што се овие објекти, бидејќи овде не се загрозени само станарите. Во овој стambен блок има 96 станови. Овде се загрозени и самите муштерии на истите објекти. Јас не знам со кој памет, имајќи у предвид дека станува збор за дивоградби, во истите објекти повторно гледаме движење на муштерии, а знаеме дека многу луѓе коментира дека по трагедијата во Пулс наводно биле запознаени многу лица дека Пулс не работела како што треба, а луѓе продолжувале да одат. Еве сега кога цела јавност се запознаена дека овде станува збор за дивоградби, јавно се прашувам што бараат луѓето и зашто се доведуваат во опасност во тие објекти. Општина Кочани има 2 градежни инспектори, ама работата со рушењето на дивоградбите тапка во место. Крстевски најави дека ќе се преземат сите неопходни мерки, активности и дека одговорност ќе има. Ќе ги преземеме сите законски действија. Значи, најпрвен ќе имаме пријава до државен управен инспекторат да ги провери сите предмети на сите градежни инспектори, дали се запазени сите рокови, дали е запазена законитоста. Овде има служби кои што треба да утврдуваат одговорност. Вчера требаше да се руши дивоградба на угостителски објект во трговскиот центар во Кочани, ама градежниот инспектор не се појави со образложение дека му се влошила здравствената состојба.